Danes sekoja veste IQ test. Ova znači дека во мноштвото на медиуми и медиумски информации тешко може да се разликува лажното од вистинското. Поради ова неопходна е поголема медиумска писменост на населението за можноста од ширењето на дезинформации да се намали. Кампањи за подигање на медиумското образование се водат на повеќе нивоа, а од денес во нив се вклучи и Делчево преку проектот Интернет суперхерои на регионалниот центар за застапување. Ова е тема која што скоро да не се обработувала во Делчево, па така што мило ни е што конечно ќе може да се работи еве во нашиот град на проект кој што ќе обработува вакви теми и вакви активности. Намерата е со медиумска едукација да се почне од најмала возраст. Поради ова, фокусот во Делчево е ставен на учениците и наставниците. Ќе работиме и на повеќе едукативни активности од едукативен карактер, кои што ќе опфаќаат основци и средношколци од Делчево. Тоа ќе бидат креативни работилници на кои што учениците ќе учат нешто повеќе за медиумската писменост и како да се справат со лажните вести, меѓутоа и со сите други предизвици кои што ги има интернет просторот. Работата на терен од регионалниот центар ќе ја спроведуваат од ноември до март, а целта е да се подигне нивото на критично читање и следење вести и секаков друг вид на информации кои ги пласираат медиумите, особено интернет порталите. Еве како средношколец да ни кажеш дали си запознаен со поимот медиумска писменост, што според тебе представува тоа? Па, според мене тоа представува начин на известување на медиумите, како медиумите известуваат во јавноста, како тие комуницираат со јавноста и се тоа. Како да препознаеш лажни вести, дали и ако што ги препознаваш? Лажните вести, тие се многу нагласени, обично се од голем размер, им се посветува по големо внимание и најчесто од каде се информираш кога сакаш да дознаеш нешто? Најчесто радио, телевизија или социјални медиуми? Социјални медиуми најчесто. Ни се представиш, еве денес имате предавање за медиумска писменост, колку тебе овој поем ти е познат? Поемот медиумска писменост ми е многу малку познат и според мене медиумска писменост е како писменоста да се добивате од медиумот, како од интернетот. И конкретно каков медиум следиш секојдневно, што најмногу се информираш? Најмногу од интернетот, како Google, YouTube, некогаш и Facebook и тие работи. Користиш ли редовно? Секојдневно, да. Еве денес имате работилница со средношколците, на што конкретно ќе биде посветено? Оваа недела, односно периодот од 25 до 29 ноември, во Делчево регионалниот центар за застапување спроведува една неделна кампања која што насловивме Неделни суперхерои, така всушност не се вика и целиот проект. И тоа е кампања преку која што преземаме повеќе различни активности, едукативни работилници, инфоденови, проекција на едукативни филмови од областа на медиумската писменост, се со цел кај нашата целна група, односно кај основците и средношколците од Делчево, да ја подигнеме свеста за тоа што значи медиумска писменост и како полесно се справат со лажните вести кои што се насекаде околу нас и со сите останати предизвици кои што ни ги нуди овој интернет простор. Да. Еве денеска моментално го заокружуваме тој дел на едукативни работилници, односно сме во гимназијата Методија Митевски Брицо во Делчево и морам да кажам дека има навистина интерес и од учениците, исто така и директорите и професорите и наставниците се отворени за соработка, што значи дека ова е тема на која што навистина што многу треба да се работи, со оглед на тоа што веќе сега за прв пат почнува во Делчево да се развива како тема и повеќе да правиме активности, така што се надеваме дека во иднина ќе имаме поддршка и од училиштата, меѓутоа и од други чинители во општеството, и од општината и така натаму, и од медиумите се разбира, за се со цел таа свест да ја подигнеме на малку повисоко ниво. И кај учениците, кај сите останати, бидејќи без разлика на возраста, без разлика на нашиот образовен профил или нашето обкружување, сите користиме и интернет, сите користиме и медиуми. Еве во овој наплив на информација од секој вид, колку ќе биде важно за гимназијата и учениците да добијат една представа за медиумската писменост и како да ги препознаваат вестите кои треба и да ги осознаваат како вистини. Ние како средношколски центар ги поздравуваме овие активности. Тоа е стварно еден чекор напред за младите луѓе, да ги осознаат правите вести,
правите информации, во исто време и они самите преку оваков вид на семинари и предавања да осознаат многу работи кои што се случуваат во јавноста, а нивната реалност не е онако како што треба. Благодарејќи на ваков вид на семинари, младите луѓе ќе научат како и самите да се презентираат и да добиваат правилни информации, а со тоа и правилно да ги пренесуваат на генерациите последнив и во исто време да општеството го направиме пореално и поедноставно. Какво е насувањето на корисниците на интернет? Што тие прават онлайн? Луѓето секојдневно поминуваат голем дел од своето слободно време на интернет. Користат социјални мрежи, читаат вести и содржина на тема која ги интересира. Честопати темите се различни во зависност од периодот во кој се наоѓа. Еден човек или неговите интереси во моментот, патување, храна, спорт, музика, политика, вести, секојдневни случувања и така натаму. Кој не знае за Google, кој не слушнал за него, таму почнува и завршува се. Најпосветуваниот сајт во светот, изворот од кој чекуваме да ни ги даде сите наши одговори на прашањата. Но пазете се, вестите кои ќе ги прочитате може да бидат и лажни. Не верувајте на се што ќе прочитате. Постојат различни веб сајтови на кои можеш да сретнеш и тоа што сакаш, но и тоа што не сакаш. Бидејќи и родителите почнуваат да стануваат зависни од интернетот и мобилните телефони, честопати не гледаат и не проверуваат што прави, што гледа, со кого и што се допишува, каде оди и со кого се дружи неговото дете. Денес мобилни телефони имаат и децата од 2-3 години кои знаат одлично да ракуваат со нив. Може би ова не сте го знаеле, но со деца до 3 години не смеат да користат мобилни телефони, бидејќи зрачи и може да им го штети видот. Денес не е како порано. Технологијата напредна многу брзо и неочекувано. Ги нема дечињата кои се играат со топка на игралиштето. Ги нема дечињата кои ги кршаат прозорите. Нема кој да прави бука и врева по улиците и под зградите. Ја нема детската насмевка и радост. Го нема плачењето кога некое дете ќе падне од велосипед или ролерки или пак кога ќе го погодат со топка по глава. Ја нема детската љубов, грижа, почит, сложност. Така можам и дотре да набројувам. Но доволно е за да се подигне свеста кај родителите, за да го заштитат неговото дете од лажните вести. Па и самите деца да знаат, да препознаат кога ги лажат на интернет. Слободното време децата од 10 до 13 години го занемаруваат училиштето, не пишуваат домашна задача, не учат, доцнат на училиште, им се намалува поведението и прават уште многу глупости од кои после се повредуваат и како што се караниците и тепачките за игри. Потоа родителите се прашуваат зошто е такво неговото дете, па го караат и тепаат. Не знаат дека за тоа всушност се криви самите тие, дека заради нив, затоа што му купиле телефон, детето од ден на ден станува поагресивно, некултурно, дека добива нервози заради друштвените игри и другите глупости на интернет. Сепак имаат мала вина и децата. Тие треба да бидат одговорни и да го сакаат училиштето, затоа што без основно и средно образование не се постига ништо во животот. Сепак, од една страна интернетот може да служи и за корисни и поучни работи, но прекумерното седење на телефон е страшно, особено за видот. Децата заборавија да пишуваат, да се смеат, да се дружат и почитуваат, да се сакаат и да си помагаат меѓусебно. Но не, тие се мразат и водат војни помеѓу нив, на секаков начин. И заборавија културата, го заборавија тоа добар ден и добро утро на соседите и постарите. Затоа апелирам до сите, пазете се што правите, затоа што тоа ќе ви следи цел живот. Со задоволство и со големи импресии, не само ние како стручен актив по македонски јазик, туку и нашите ученици од 8 и 9 одделение се внесоа и со голем интерес почнаа да ги следат активностите од ваквите презентации. Се презентира во секое основно училиште,
кај целната група беше 8 оделение, каде што учениците беа внесени во тој поглед што постојано прашуваа како да дојдат до препознавање на лажните вести. Јас си благодарам на Род Неделовска, која со голем интерес на учениците им ги објасни сите оние непознати, декодирани, конкретни содржини кои треба да ги препознаат, како и аналитички да размислуваат и логички да ги препознаваат содржините од лажните вести. Каков беше интересот на учениците? За прв пат ли вашето училиште се вклучува во вакви активности за медиумска писменост? Да, токму така. За прв пат беше вклучено. И токму заради тоа што беше прв пат, интересот кај учениците беше изненадувачки. Затоа што тие веднаш со своите предзнања за информатичката технологија имаа веќе искуство и познавање да ги пронајдат веб страните. Но проектот Интернет суперхерои им даде насока како и на кој начин да се заштитат од сајбер насилството, да направат своји логички препознавања на грешките во информациите, каде што и медиумски учениците активно учествуваа со своји писмени известувања во кои ги насочија содржините за кои препознаа на вистина лажни вести. И ова беше за нив многу интересно, многу практично изведување и препознавање на една настава која треба да ја имаме и во нашите редовни наставни содржини. Во однос на гостувањето во телевизија Стар, голем дел од учениците за прв пат беа во телевизија. Какви беа нивните впечатоци од посетата на телевизијата? Одлични, благопријатни, дури и родителите со задоволство ги пуштија учениците. Нивните импресии беа во поглед на тоа што за прв пат од Делчево учениците од сите училишта заеднички дојдоа да го препознаат она студија за која велевме дека е центар на источниот регион телевизија Стар. И морам да нагласам дека љубезноста на вработените од телевизија Стар, новинарите, кои мошне доследно, мошне постапно, многу со интерес, им ги објаснија сите активности при снимањето и текот на настаните кои треба да се дадат во една ударна новинарска вест, за која учениците занемено, чудоневидувачки, гледаа, слушаа и со импресии го пренесоа тоа и во нашето училиште. Така да посакаа да бидат идни, ама вистински новинари. Бидејќи медиумската писменост и лажните вести се многу актуелна и многу значајна тема во денешното општество, сметате ли дека ваквите проекти или вакви слични активности се доволни за да може учениците да бидат добро обучени, да знаат да препознаат и да игнорираат лажни вести, или треба во иднина многу повеќе да се направи, па дури и во формалното образование? До сега се многу малку. Ве поздравувам. Вашата активност даде аларм дека ние треба да се вклучиме во вакви активности, посебно во наставниот процес. Младите бараат вакви работи, бараат тие да бидат дел од таквите активности, дури и да волонтираат, затоа што за нив е најважно да ја препознаат вистината. И мислам дека во иднина ни се многу потребни, затоа што младите десната рака во џебот им е мобилниот телефон. И затоа мораме да ги насочиме во правилна насока, да се едуцираат и етички да се образуваат препознавајќи ги лажните вести. И само уште едно прашање, колку наставниците покажуваат интерес и желба да се вклучат во вакви активности, па дури и само иницијативно, бидејќи немаме предмет посебен, немаме нешто конкретно во формалното образование. Јас како наставник по македонски јазик, а и сите мои наставници кои се и по информатика, па тука може да се вклучи и дури и етика на религиите и граѓанското образование, каде што навистина сите наставници имаа желба да се вклучат во ваквите активности, така што учениците заедно со наставниците сакаат ваквите презентации да ги внесат и во редовната настава. Јас како наставник по македонски јазик би сакала ова да биде предмет во склоп на медиумската култура, каде што медиумската писменост нови ученици ќе им даде можност на таквите часови да бидат креативни и да работат.